Во Македонија има голем број на љубители на домашни миленици, секако и оние кои што се грижат и ги чуваат во своите домови. Меѓутоа, од друга страна, на некој начин, токму овие љубители покажуваат неажурност во грижата за своите домашни миленици. Зошто? Бидејќи Агенцијата за храна и ветеринарство уште ододамна соопшти дека ќе се делат бесплатни микрочипови, нешто што е задолжително и требаше согласно роковите од агенцијата да се направи до 31 март. Меѓутоа, првиот човек, веќе неколку денови наназад на агенцијата, апелира дека чипирањето оди бавно и се покажува неажурност. Токму по тој повод, наш денешен гостин е господинот Зоран Атанасов, директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство. Добар ден. Добар ден и вас. Ова што во најавата го соопштив е најново и денеска имавте изјава дека оди бавно целиот овој процес, дури е пролонгиран рокот до 1 април за чинам така за први или до 31 до 31 декември. До 31 декември уште по голем период. Зошто сметате, на што се должи ова? Веќе беше јасно и гласно кажано дека е потребно чипирање, бесплатни се овие микрочипови. Би сакал да внимавате, изјавата што е дадов денес има неколку дела, така да не би се сложил дека бавно оди и сето тоа нема резултат. Ако погледнете, во просек месечно се идентифицирани, тоест регистрирани околу 8.000 домашни миличиња секој месец. Набавката на 100.000 микрочипови за идентификација на домашните миленици е направена врз основа на тригодишната стратегија што изработи агенцијата. Ние во разговори со ветеринарната комора се договоривме да цела постапка оди малце подругачие. Зошто? Во првиот дел да биде апликацијата бесплатна, меѓутоа во вториот дел веќе да има да се наплаќа апликацијата. Не е таа голема сума, тоа се 200 денари, меѓутоа значи нешто. Комората се сложи да донира и учествува и тие во целата активност. Јас пак ќе кажам, сум благодарен на цела нивна соработка и во пресред што излега на тоа, за да биде ова активност што поуспешна. Проценките што ги направивме на почетокот, предмината, уште 2017 година ги работевме тие проценки, во соработка со ветеринарните друштва од терен, беше дека во Македонија треба да има некаде околу 70-75.000 домашни миленичиња. И од таму поедовме и во врска со набавката на микрочиповите. Ако од денешен аспект погледнете вие бројката што ја дадоа друштвата и сегашната бројка околу 49.000 цирка, сега би рекол, микрочипирани домашни миленичиња, и она што тие го дадоа, значи негде има разлика околу 30.000. Со тоа што во овој период почнува и активна посета на ветеринарните друштва и на во тешко достапните средини. Се мисли на планински села, на бачила, и сакаме и тие да ги опфатиме средини, за да и таму извршиме ова активност. И максимално што повеќе покриеме со микрочипирањето и добиеме што посилна база на домашни миленичи во Република Македонија. Да. Од таму почнува и веќе на вистина да видите и она одговорното сопствеништво. Од каде вас ќе ви дојдат понатаму, речеме, бездомни куќиња на улиците. Тоа е важно, господине Атанасов, да објасниме во јавноста, можеби за некои од граѓаните што не се доволно запознани, зошто е важно чипирањето на домашните миленици. Чипирањето е да се знае кој е собственик на самиот домашен миленик. Така. Значи првата тоа е информација и вториот дел е здравствената заштита на животните кои што треба да се спроведе. Например, вакцинацијата против беснила е задолжителна во Република Македонија, како и дехелминтизацијата, прочистувањето од ектоендопаразитите. И тоа се активности што мора да се спроведат од страна на држателите или собствениците на домашни миленичиња. Вие ако немате таква база, не знаете што ви се случува. И затоа у цел свет се работи тоа, да имате база, да имате основа, што и како и да евиденција. Што влегува во овие домашни миленици, освен куче и маче? Тоа интересно ми е некако. Значи овде што имаат навика луѓето да регистрираат, да чипираат? Во главно во Македонија се регистрираат кучињата и тука бројката е најголема. Таа е преку 46.000.
Меѓутоа спаѓаат уште и мачките и ласици. И ние имаме, да, ласица и имаме, сега да ви кажам, и многу интересно, што има една ласица веќе микрочипирана. И според тоа, и таа е многу интересен податок, да. Потребна е посебна дозвола за чување на ласици? Не, исто домашен люминик. Па добро, некои сакаат и мемунчиња да чуваат, па има нели посебни дозволи за тоа? Не, има категорија што спаѓа под домашен миленик. А за оние што нема да чипираат, еве ако сме стигнале до бројка од 49.000 миленици, ќе има казни, ќе има некаква казнена политика? Да. Тоа е вториот дел од денешниот пресед што беше во владата, кај што спомнав дека од 1 април веќе активно инспекцијските служби ќе излезе на терен и секаде кај што не е извршено чипирање, тоест идентификација на домашниот миленик, ќе има и корективни мерки, тоест санкции. Парични казни? Значи има законот предвидува прво е едукација, а ако не ја заврши цела постапка, тоа следува парична казна. И таа според македонски стандарди не е мала, се движи значи од 100 до 150 евра во денарска противредност. А ќе се прави таа инспекција со луѓето кои што се на терен со своите миленичиња или ќе се тропа и на врата? Значи ќе се прави на терен, по пријава, по дојава, така ќе оди и активноста на инспекторите. Значи, ние не може да влеземе на некој дома сега. Знаете, законот не дозволува. Меѓутоа, во соработка со комуналните инспектори, доколку има и да се пријават и нешто да се случува, да имаме дојава дека такво нешто има, инспекторот е должен ќе излезе и по таа ние велиме преставка ќе постапи соодветно. Што се содржи, мислам, како оди целата таа постапка во однос на процесот или на микрочипирање? Освен сега кога да речеме се бесплатни, после одредениот рок треба да се плати одредена сума, па со што се влегува? Да, во сумата има практично во целата сума. Овде вие вредноста на самиот микрочип кој што државата сега и Агенцијата за храна и ветеринарство ја донира. Другиот дел е апликацијата на самиот микрочип, значи стручно лице треба да го аплицира. Тоа се тие 200 денари што се ветеринарните друштва ќе ги наплаќаат од 1 април. И третиот дел е 120 денари што се издава, значи пасошот за домашен миленик, во кој што понатаму не се водат евиденциите и се впишува кој е собственикот на животното. И понатаму нормално следуваат вакцинацијата против беснило или дехематизацијата, кој што е задолжително според закон, да, еднаш годишно обврска на. Само да напоменеме дека отворени се телефонските линии за сите оние кои што имаат домашни миленици или пак се потенцијални одгледувачи. Имаме, само што најави, имаме гледач на линија. Ајде да му отстапиме простор. Добар ден, повелате. Добар ден. Да, повелате. Би го прашал Гостинов, имам јас куче. И сакам да го подарам тоа куче. Ако го чипирам сега, која е процедурата после откако ќе го подарам? И кои се моите инвестиции сега до 1 април ако направам чипирање и тој пасош? И дали тој пасош е она здравствена книжка што имам јас? И да кажеме, значи, која е процедурата и колкаве ќе бидат моите трошкови до 1 април ако направам чипирање и ако после 1 април го подарам на некој друг човек, како тоа ќе оди понатака, како ќе се пренесе на негово име? И која е целта интересира на чипирањето? Дали е тоа евиденција за ако направи белја кучето да одговара неговиот собственик? Тоа ги интересира љубителите на домашни миленици. Да, ви благодариме за вашето јавување и секако поставените прашања. Мислам дека концизни беа, господине Атанасов, повелате. Значи, до 1 април единствено ќе чини издавањето на пасошот, тоа е 120 денари. После 1 април 200 денари апликација и 120 денари, тоа се 320 денари. Нормално треба да се спроведе и годишната наредба, тоа е вакцинацијата против беснило, тоа е 600 денари вакцинацијата. А доколку го чипира и сака да го пренесе собствеништво и власништво на друг собственик, тоа само треба да пријави
кај нас во агенцијата или во ветеринарното друштво кај што е извршено чипирањето, дека од денес е собственик ќе биде тој. Нормално со податоци, со лична карта, матичен број и така натаму кој ќе биде и се во базата се внесува кој е идниот собственик на тоа куќе. Значи тоа не го чини ништо. Така. Да се префрли. Тоа е само ажурирање на податоци. Само ажурирање и според законот, ако не го направи тоа, се води се уште дека е негова собственост на куќето. Покрај тоа да знаеме чиво е, на тој чип може да послужи, има кај ловечки кучиња, кај вредни кучиња, има кражби, па докази, чиво е, не е твое, мое. Со чипот веќе ќе си докаже дека тој е собственикот. Или ако се најде на улица, побегнало, случајно се спуштило, не може да го најде собственикот. Ако се најде со микрочипот, може да му се врати на собственикот, значи ќе се Да, каже верувам дека еве доволно јасни одговори добивте, а имаме голем интерес на темава. Имаме уште двајца гледачи на линија. Ајде со ред. Добар ден и повелате. Добар ден, јас сум на ред? Да, вие сте на ред во програма, сте веќе, повелате. Добро, прашање до господинот. Се слушаме? Да, одлично, повелате. Добро. Емисијава Тера во Битола баш поврзана беше и со вас, со миличината во Битола. Значи имаше на широк сокак преку 10 куќина, пред Веро преку 10 куќина. Господинот, што е тука во емисијава, јас не го познам, пошто касно се приклучил, меѓутоа и познам добро законски работи околу животинчинава. Прашањето на јавноста и моје прашање, како не миличината, миличинијата се ваши домашни, ти имаш твоја говорност, него како со куќинава преку 6-7, кој што врша парничење, кој што се шета низ град. Мислите за бездомните, да, мислите за бездомните куќиња. Како ними ги Да, во ред. Тие се многу големи и опасни. Како ними ќе ги скротиме и да ги чуваме. Тој објасна нешто, него кажуваме некој западни стилој кај што тој не е доволно информиран, треба да знае дека кој ќе се земи куќево, кој ќе се пистај од улица, треба да се приведи во сместувалиште, ако никој не го земи за 2 или 3 недели, се ставаат соодветни работи и се уништува куќево. Не може, нема никој го пуштаме пак. Ќе прави се на свата кидаме? Да, во интерес на времето ви благодариме за вашето јавување. И сакавме да продолжиме и токму на оваа тема со бездомните куќиња. Овој проблем е проблем на локалната самоуправа. Си постои законска обврска. Постои законска обврска за тоа, каде што општините се должни да формираат програма за справување со бездомните куќиња и дали ќе формираат прифатилишта, дали ќе бидат тоа регионални прифатилишта, тоа е, значи треба локалната самоуправа тоа прашање да го реши. Јас можам само да кажам дека бројот на јас кога сум директор на Агенција за храна и ветеринарство, бројот на прифатилишта е зголемен во Република Македонија. До денот кога мене значи за директор, немаше ни една програма за справување. А сега има? Сега има 55 општини има доставено програми, од кои што 20 се одобрени, а 35 се вратени на доработка, имаат недоследности, тоест треба да се искоригираат за да бидат сепак во согласност со законот и навистина да бидат програми како што треба. А колку од нив имаат во своите програми предвидено изградба на ново прифатилиште? Не, значи тие кажуваат како ќе се справат и како постапката ќе оди со, значи колку пари ќе одвојат за справување со тој проблем, за ловувањето како ќе биде, кој ќе го прави и програмата, дали, бидејќи законот се уште дозволува, дали ќе се врши еутаназија или ќе се враќаат повторно на местото што го спомна нашиот гледач, дали ќе се повторно враќаат или ќе се постапува другачие. Да, тоа е на проблем со евтаназија. Значи тоа со евтаназијата останува, тоа е законско решение дозволено, меѓутоа има доколку се болни све и доколку самата општина во програмата не одлучи така. Дали според вас е подобро секоја општина да речеме да гради, односно да планира посебни прифатилишта или можеби треба да се размислува на регионални да кажеме? Видете, најдобро е ако може да се организираат регионално, затоа што веќе искуството не, бидејќи кога ги посетивме општините, тоест инспекторите кои отидоа да направат записници и така корективни мерки, одредени општини распиша огласи за
да се јават вакви друштва кои што ќе заловуваат и ќе ги сместуваат прифатилиште. Меѓутоа никој не се јавува на огласите. Од тука доаѓаме до заклучок дека подобро е да размислуваат регионално, да се зближуваат, и тоа беше нашата препорака минатата година, да размислува во тој правец, како би биле порентабилни и да се справуваат сепак со проблемот кој што го имаат во нивната општина. Моја препорака, денове прочитав Ѓевгелија и Валандова, мислам, и Струмица со неколку општини, Берово и така, ќе прават регионални прифатилишта, што е за поздравување. Ние во тој дел минатата година организиравме менеджирање со такво прифатилиште со невладената организација од Англија, што е за спречување на суровоста спрема животните, и сега пред неколку недели имавме, пред 10 дена имавме повторно во Охрид, исто така една таква обука прикажување. Иначе главниот проблем е неодговорното сопствеништво. Во тој дел пак агенцијата има програма и работи со најмалите популации. Ние велиме биди неговиот херој, во кој што ги учиме што значи тоа кога ќе поврат куќе, какви се обврските и понатаму како треба да се грижат за исто тој домашен миленик. Да, ќе продолжиме со разговорот. Имаме гледач на линија. Добар ден и повелете во програма сте. Добар ден. Да, повелете. Едно прашање. Сакам, може би не е во вашата тема, сега се вклучи во програмата. Ме интересира за кучево ако се носи во Америка. Што документи треба? Имам пасош, чипирано е, вакцинирано е против бесниво. Што понатака треба да се извадат документи и временски колку треба пред да патува да се завршат тие процедури? Благодарам. Да, ви благодариме за вашата концизност и прашањето. Значи, ако ги има сите тие документи, му фали уште сертификатот, здравствениот сертификат. Претходно треба да се изврши дехелминтизација, бараат, значи, авторитетите, тоа е службите од конкретна Америка. И тоа обично оди 5 дена пред, тоест 2 дена, и во рок од 5 дена треба да се заврши патувањето со домашниот миленик. Бидејќи во овој случај кучето е вакцинирано, не треба ништо, тој ќе докаже дека има антитела. Значи, тоа Македонија на листата кај што нема беснело и на таа позитивна листа кај што не барат титар, да се одредува за присуство на антитела од беснело. Ако не е вакцинирано, тоа ќе треба да се вакцинира и да чека да поминат минимум 21 ден од вакцинирањето. Во ред, имаме уште еден гледач на линија. Да му остапиме простор. Добар ден и повелате. Добар ден. Да, повелате во програма сте. Едно прашање до гостинот. Каков е неговиот став за сите оние собственици на домашни милетичиња кои ги шетаат по тротоарите и по улиците, кај што серат и мочат се со извинение на изразот? Добро, господине, само ве молиме, повнимавајте на речникот и ајде ќе ви дозволиме да го поставите прашањето. Ке им се обратиме со прашање зашто не го собират изметот. Тие викаат што вие гајле, тоа не е наша работа. Тоа е казнено со закон секако. Така, благодарам. да, ви благодариме. Иван, разбирливо е на што реагирате, меѓутоа Тоа е проблем на комунална хигиена, има таму комуналниот закон кажува кои се казните ако има. Ако не е наша се парични казни. Она што е главен проблем на сите кои што се љубители на животните, кои што пак влегуваат во конфликт, како и нели невладините организации кои што влегуваат во конфликт со луѓето кои што јас слободно ќе ги наречам будали, кои што си преземаат правдата во своите раце, па имаме примери во Македонија каде што непознати сторители палат живи кучиња, закопуваат живи кучиња затоа што им сметаат бездомните животни. Со оглед на тоа што нели како едно демократско општество и луѓе кои што се залагаме за благосостојба на животните, настрана тие неколку будали кои што го прават тоа, до каде се измените и дополнувањата на законот за заштита на благосостојба на животни? Значи, законот мислам дека денес или утре ќе биде симнат од ЕНЕР, тоа е каде што е јавно изложен, и коментари ќе се даваат. Ние го доставивме, значи, до Министерство за земјоделие, бидејќи по законот Министерство за земјоделие тоа што ги поставува на ЕНЕР во име на Агенцијата за храна и ветеринарство законските решенија, ќе
ќе видиме коментарите, штом се заврши тоа ќе оди на владина седница и после ќе се прати во парламент. Исто така во овој однос и на владините реакции, нели има некои бурни и жестоки коментари во однос и на кастрацијата, да речеме. Најдовте ли некој компромис со нив нешто? Значи, да правиме разлика. Тоа не беше предлог на агенцијата, тоа беше предлог на одредена група пратеници. Така? Ние разговаравме и пред да се пушти тој закон од страна на предлагачите група пратеници дека не е соодветено, меѓутоа се инсистираше на тоа. Пред да настане цела работа, ние имавме и комисијата за благосостојба на животните, за здравствена и благосостојба на животните имаше состанок и исто донесоа став да се кастрират и машки и женски тие нели што нема да се користат за приплод. Приплодните животни треба да останат, бидејќи некој има бизнис во тоа инвестирано, за одледување, ги размножуваат, ги продаваат и тоа е бизнис и тоа е фер и коректно. Имавме една трибина кај што повторно невладените организации ги повикавме Сдруженијето Федерацијата на ловците и сите други заинтересирани одледувачи имаше на кучиња, беа присутни и таму разговаравме за целиот проблем. Од тој состанок повторно се наметна да се кастрираат сите, и машки и женски грла, тоа е кучиња. Меѓутоа, не е суштината во тоа. Суштината е да се проблемот да се реши. Значи да немаме ние извор на кучиња кои што ќе завршуваат на улиците. Изворот на кучињата може да го бараме единствено во леглото кај што е. И затоа новите законски измени се насочени во тој правец. Ние викаме ќе се кастрираат сите, освен оние што ќе бидат пријавени за дека ќе се чуваат за расплод. И тие мора да се регистрираат како регистриран одгледувач на куче, така? Или да се регистрираат како одгледувачница, ако има повеќе единки. Значи тука правиме дистинкција. Ако некој не сака да го кастрира своето женско куче или миленик, тогаш ќе мора да го пријави. Единствено таа врска да пријави и тогаш кога ќе има легло, и ако има, можеби нема да има легло, значи тоа е веќе друга работа. Меѓутоа, ако има легло, ќе мора да го пријави. И доколку настане подрување или отуѓување на тоа легло, како што претходниот господин беше праша, што кога ќе опреди како е, ќе мора да ги чипира кучињата мали од леглото и да пријави на кое лице ги има предадено, за да може да се заведе дека тој е собственикот нов на кучињата. И утре, ако го најдеме на улица, да знаеме дека кој е собственикот. Тоа е одговорното собствеништво практично. Да ставиме ред од почетокот, значи од која ќе се родат или окутат малите, да си има соодветна евиденција. Да се води евиденција. Пред крај, господина Атанасов, го спомнавме законот за благосостојба на животните, споменавме предвидени се и законски нели измени, дел еве во однос на кастрацијата напоменавте. Некои други така посуштински измени што се предлагаат и разгледуваат за кои што граѓаните треба да бидат запознаени? Значи, главната измена е таа што спомнав во врска со кастрацијата. Другиот дел е околу значи продажбата на домашните миличиња. Веќе законот брани на малолетни деца да се продават домашни миличиња. Друг дел е во контролите, ги предлагаме во контроли што се прават кај прифатилиштата да може по програмата што е предвидува и подпишува директорот на агенцијата да може да се вклучат и невладените организации во таа контрола што ќе се прави на прифатилишта. Сакаме на некој начин да направиме на транспарентност во цел процес. До сега имавме доста представки и жалби дека таму се случува ова, таму се случува она. Сакаме тој дел или оние мерки ние што сме биле таму сме ги превзеле, да појачаме довербата во институцијата, во соработката со нив, да немаме уште сомнеш да оставиме сомнеш дека тоа што таму инспекторот или надлежните од агенцијата го затекнале не е така, него е вака. Така, да се слушне нивниот глас и да нема реакција. И да бидат присутни и да видат како цела работа тече и дека се преземаат соодветни мерки спрема ситуацијата која е во прифатилиштата. Моето последно прашање, знам бидејќи сте преземале сета оваа врска, на некој начин да се стопира тој проблем со бездомните кучиња, многу прашања би се решиле тогаш, веројатно не би ни имале луѓе кои што барем ќе се намали бројот на оние кои што си земаат за право да располагаат со животот на овие кучиња. Прашањето ми беше
дали како агенција имате работни групи со МВР, можеби, или со инспекторите на терен кои што ги проверуваат терените во Македонија каде што има нелегални борби со куќи? Значи, Тоа е, знам дека е пред се работа на МВР. Соработка имаме и законот предвидува да се асистенција, соработка, размена информации. Онамо кај што имаме нормално сознание, соработуваме со МВР. Во ред, господине Атанасов, ви благодариме за вашето гостување. Верувам, почитувани, дека еве се расчистија поголем број од дилемите во јавноста и како и во однос на чипирањето, така и решавањето, справувањето на дел од проблемите со бездомните куќиња и секако препораките од првиот човек на Агенцијата за храна и ветеринарство. Да, јас и Ана овде завршуваме. Следува за бавниот дел во студиото, а вечерва се Борен Јовановски и Јацо Кабранов со вас. Довидување.